بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد благодарност му припаѓа на Аллах субханаху ва таала, створителот на небесата и земјата. Салават и селам на нашиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ва селем, неговата фамилија, неговите асхаби и сите оние кои го следат и ќе го следат неговиот правец, неговиот суннет се до судниот ден. Почитувани браќа и ценети сестри, добро дојдовте на новиот меџлис на меџлисите на фикхот. Го молиме на Аллах субханаху ва таала да ни подари корисно знаење која ќе ни биде во корист во овој свет и на другиот свет. Ние пред овој дерс објасневме за работи кои го расипуваат на абдесот. И оваа тематика беше многу интересантна, но поинтересантна беше некои од одговорите што ги видов во онаа прашањето кога тука пишеше брои ги работите што го расипуваат на абдесот. И она што те почудит повеќе е што имат луѓе што уште не знаат што го расипува абдесот на вистина, но ќе дојдат со некои одговори што не постојат во книгите на фикхот нигде. Значи, да се почудиш, она е чудење што да и ти иде за смеење, ама и за жале. Истовремено е да плачеш, а и истовремено ти се смеет од некој одговор што можда човекот клања со години, клањат 20 години, 30 години или 10 години, 6 години и за работите кои го расипуваат на абдесот уште не знаат. Уште не знаат, не само што не знаат, ниту пак се интересираат да знаат. Затоа некој имаше пишено од работите што го расипуваат на абдесот е чешањето на носот. Ако чешаш носот, го расипвит на абдесот. Некој друг имаше пишано чешање на ногата 3 пати на истото место. Ако си на истото место седнат, ја чешаш ногата 3 пати, значи го расипува на абдесот. Значи гледаеш колку сме ние незнаени за работите што го расипуваат на абдесот. После, другото нешто беше и кај вас чудно, што кога ти вели човекот број ги 6 оние работи што го расипуваат на абдесот, број ги на кратко. Например, све што излегува од двата отвори. Тука сега немат потреба да се спомнат, например, гасот. Немат потреба да се спомнат. Све што излегува од двата отвори го расипува на абдесот, без разлика тоа било чисто или нечисто. Така реговме, зашто во суштина се гледа до излезот, а не се гледа што излегува. Така излезот се зема за обзир. Некој имаше пишано од работите што го расипуваат на абдесот е спиењето. Добро, спиењето кај влегуваат? Губење свест. И готово, нема потреба. Некои 3 работи имаше спомнато од истиот извор. Еден критер. Еден критер е тој, а 3 работи имат спомнато. Овие само влегве тука, ти спомни го накратко. Например, све што излегува од двата отвори. После излегување на нечистотија од другите места на телото, освен двата отвори. Губење свест. После, четвртото, допир на половиот орган без препрека. Овде не влегви со страст, не без страст, се подразбира. Ако ти кажам, ако ти велам кој е најточното мислење, тогаш спомни го најточното мислење. Јадење на камилско месо. И шестото, од риддет, одметување од исламот. Денеска ќе објасниме во име на Аллах субханаху ва таала
zašto je potrebno wajib da se ima abdest. Wajib obaveza za da imаме abdest za ibadetите. За ибадетите. Од тие прво е намазот. Намазот не е дозволено и не е валиден и не е прифатено кај Аллах субхану ва таала ако се кланјат без абдес. И затоа и од казната на гробот или во гробот што вели пратеникот салаллаху алейхи ва салем што повеќе ќе се казнуваат луѓето во гробот е поради нечистотијата. Поради што ќе клањаат би без абдес. Ќе клањаат без абдес. А да клањаш без абдес е од најголемите гревови. Да клањаш без абдес е од најголемите гревови затоа што намазот не е прифатен кај Аллах субханаху ва таала ако се клањат без абдес. Поради хадисот што велит пратеникот салаллаху алейхи ва салем, Аллах не го прима намазот без абдес, а ниту садаката од сокривачот на борбениот плен. Што значи тоа? Муслиманите кога војуваат во војна и после војната останвит нешто од богатството. Останвит богатство од војната. Сега некој ако кради тоа богатство, што да кради, криет нешто тоа без да му го каже на емирот на војната пред да се делит. Значи богатството од војната се делуваат после. Како имат оние своји прописи што иншаллах некогаш ќе дојде да се учи кога ќе стигнеме тогаш во поглавието на джихадот. Сега ако некој земат и криет нешто од тука и со тоа сака да дават садака, ова не е прифатено кај Аллах субхану ва таала. Ова што значи? Ако некој кради во банка или кради од луѓе во пари и сакаат со тие пари да дават садака, ова садака не е прифатена кај Аллах субханаху ва таала. Не е прифатена кај Аллах субхану ва таала. Значи прво што е обавеза да се имат абдес е намазот. После второто таваф околу светото Кабе без оглед дали е фарз или нафиле таваф, заради постапката на веровисникот кој прво зел абдест, а потоа извршил таваф околу Кабето. Значи ова тавафот околу Кабето без оглед дали е фарз тој таваф, како на пример тавафот на умра, од умрата, или тавафот од хаџот, што е обавеза, без тој таваф не е валиден хаџот, или без тој таваф не е валидна умрата. Значи велат некои од учењаците дека обавеза е да се имат абдес. Но да се имат абдес за тавафот, немојме да велиме дека имат консензус на учењаците. Вистина мнозинството на учењаците велат дека е обавеза да се земат абдес ако сакаме да правиме таваф околу Кабето. Ова е мислење на мнозинството на учењаци, како имам Ахмед, имам Шафи и имам Малик, рахимахуллаху таала. Некои другите верат дека абдесот е услов за да биде валиден тавафот околу Кабето. Некои другите не е услов велет, туку е обавеза. Значи не е услов и обавеза имат разлика. Обавеза може да се чисти на пример со што? Со колење на курбан. Овој грев може да се отстранува со тоа. Ама ако е услов за валидноста на тавафот, тогаш без абдес тавафот не ти е валиден и треба да го повториш цел таваф одново. Некои други пак велат дека е пожелно, мустахаб, да се земат абдес. А некои други велат дека не е од условите на тавафот уште од почеток. Значи можеш да го правиш тавафот без абдес. И сега јас ќе кажам дека доказите на џумхурот на учењаците, на мнозинството на учењаците за овој став се повеќе. Дека треба да се земат абдес, учењаците се поголем број на учењаците се на ова мислење. Затоа што од доказите зборовите на пратеникот салаллаху алейхи ва салем, каде што вели тавафот околу Каба е намаз, е како намазот, само што во него зборувате. Додека вршите таваф е дозволено да зборуваш.
Ovo je prvi dokaz na ono što veli дека je uslov. После, вториот доказ што велет, овој хадис, првиот хадис што го кажав, го пренесува имам Тирмизи и Шех Албани вели дека е сахих во Ирваул Галил. Другиот хадис го пренеси Бухарија и Муслим од Аиша радијаллаху таала анха, велит кога пратеникот салаллаху алейхи ве селем сакаше да врши таваф, земаше абдес. Ова е вториот доказ од оние што вели дека е услов да се имат абдес за тавафот. Третиот доказ исто во Бухарија и Муслим се пренесуваат од Аиша радијаллаху таала анха, велит пратеникот салаллаху алейхи ве селем му рече неизе. Што му рече? Кога таа беше во месечниот циклус. Прави го тоа што го прави хаџијата. Значи прави све што прави хаџијата, додека е во Арафат, во Мина, во Музделифе, све да прави, освен немој да вршиш таваф околу Каабето додека да се чистиш. Но некои учењаци велат дека не е услов чистотијата абдесот за тавафот. И ова мислење е мислењето на Ебу Ханифа, рахимахуллаху таала, и Шейхул Ислам ибн Тајмија. Рахимахуллаху таала. Тие му одговориле на овие докази, на првите докази. Првиот доказ што рекоа тие? Кој беше првиот доказ? Ова е намаз. Овие што веле за овој хадис? За хадисот тавафот околу Каба е намаз, рекле тоа не е сахих од пратеникот салаллаху алейхи ве селем, туку е збор на Ибн Абас радијаллаху таала анху, затоа што вели имам Неуи во Меџму ал-Фетава, како што велит во книгата Ал-Меџму. Исправно е дека овој хадис е од Ибн Абас, не е од пратеникот салаллаху алейхи ве селем, и ова го пренесет исто имам Бејхаки и други учењаци на хадисот. Значи првиот хадис тавафот околу Каабето, некој го прави сахих, некој велет не е од пратеникот салаллаху алейхи ве селем, туку е збор од Ибн Аббас радијаллаху таала, не е доказ. Добро, за другиот хадис како му одговорет? За другиот хадис каде што пратеникот салаллаху алейхи ве селем што вели Аиша дека вршил таваф со абдес, тие што рекоа овие вторите, тоа не укажува на задолжителност, туку само препорачливост. Знаете зашто? Зашто пратеникот салаллаху алейхи ве селем го направил тоа, но не му наредил на асхабите тоа да го прават. Пратеникот салаллаху алейхи ве селем вршил хаџ. Пратеникот салаллаху алейхи ве селем има направено неколку умри. 4 пати има направено умра и еден хаџ има направено. Нигде не постои дека пратеникот салаллаху алейхи ве селем има наредено на некој од асхабите да земат абдес додека врши таваф. Не може да најдеш ниедно пренесување. Значи, тоа што пратеникот салаллаху алейхи ве селем сам го правеше, дека пратеникот салаллаху алейхи ве селем сакаше да биде на најкомплетната форма. И кога сакаше да врши некој ибадет, да го спомни на Аллах субхану таала, сакаше да е чист. Целосно, вие го знаете, вие го кажав хадисот на пратеникот салаллаху алейхи ве селем кога му даде тој асхабот селам. Пратеникот салаллаху алейхи ве селем вршеше нужда и не му врати селам. Потоа што направи? Зашто немаше долго ќе траеше времето додека да земе абдес, што направи? Удрил, теемум зеде. Зеде теемум, потоа му рече ва алейкум селам ва рахметуллахи ва баракату. Затоа тие велат ова не е доказ дека тоа е обавеза да се земат абдес, туку ова е пожелно, мустахаб. Тоа е дел од пратеникот салаллаху алейхи ве селем само за него, не му наредил на асхабите да земаат абдес додека вршат таваф. Добро, третиот хадис, значи учењаците му одговорат на сите хадиси. Со ред. Третото, за зборовите на пратеникот салаллаху алейхи ве селем до Аиша, немој да правиш или не врши таваф додека не се очистиш, рекле, пратеникот салаллаху алейхи ве селем ја спречило таваф, бидејќи била таја во месечниот циклус. А она што е во месечниот циклус не е дозволено да влегува во џамија. Не е дозволено да влегви во џамија. Значи пратеникот салаллаху алейхи ве селем му забранил неизе поради што е забрането да влегви таја во џамија, а не поради тавафот.
Вие знаете дека имат некои учењаци кои дозволят тоа, ама većiната на учењаците, значи повеќе дел од учењаците го забранет жената да влегува во џамија додека е во месечниот циклус. Затоа што пратеникот салаллаху алейхи не му забрани нејзе да оди во Сафа во Мерва. Сафа Мерва, таму кога што се врши, знаете, се трчат 7 пати исто. Во Сај. Не му забрани пратеникот салаллаху алейхи на Аиша да оди таму, а таа Сафа Мерва се рачунуваше во времето на пратеникот салаллаху алейхи надвор од џамијата. Додека се пренеси и тоа покасно беше, до времето на Ибн Хаџар, рахимахуллаху таала, тука имаше куќи, што живее луѓе, имаше пазари близу, што продаваа луѓето. Не беше како сега, што го имаат правено посебно само за да се трчат. Порано знаете како го знае она линијата зелена што е сега, од каде да трчаш до каде? Порано го знае од куќата на фулан до куќата на фулан. Така го знае он местото определено за трчање. Не е како сега, зеленото светло, од тука почвиш до кај заврши зеленото светло. Не, порано беше од куќата до куќата на фулан. И затоа беше надвор. И пратеникот салаллаху алейхи не му забрани нејзе да прави сај, му забрани само таваф, поради што? Поради што не е дозволено да влегуваат во џамија. Јасно? Но ние што велиме? Ние сакаме да излеземе од хилафот на учењаците. Поубаво е да се земат абдес. Шейхул Ислам Ибн Тајмија за овој став што велит? Поубаво овој велит. Оние кои смета дека абдес е задолжителен за таваф, немаат никаков доказ, велит. Ибн Тајмија, рахимахуллаху таала, што велит? Оние кои сметат дека абдесот е задолжителен за таваф, немаат никаков доказ. Никој не го пренесува од пратеникот салаллаху алейхи селем, ниту со сахих иснад, ниту со даиф иснад, дека тој наредил абдес за таваф. Иако со него хаџ вршеле, велит, илјадници луѓе. И извршил повеќе умри. Значи со народ кој бил со него, но не се пренесвит дека му наредил на некого. Ако абдесот бил фарз, велит, за таваф, тој пратеникот салаллаху алейхи ве селем ќе го појаснил тоа јасно, а муслиманите ќе го пренеселе ова и немаше да го запостават. Види колку убаво одговорите. Значи ако пратеникот салаллаху алейхи ве селем беше задолжителен за таваф да земаш абдес, не може да биде тоа со хилаф, не може да имат хилаф ова меселе. Пратеникот ќе објаснеше. Значи не се пренесе ниту со веродостоен хадис, ланец, ниту пак со слаб ланец. Дека пратеникот салаллаху алейхи ве селем му наредил на некого да земат абдес. После што велит? Но е потврдено во сахих дека кога вршил таваф, значи пратеникот салаллаху алейхи ве селем бил со абдест. Пратеникот кога вршил тој таваф бил со абдест. Тоа е само по себе, не значи задолжителност, затоа што тој пратеникот салаллаху алейхи ве селем земаше абдест за секој намаз. И рече, јас не сакам да го спомнувам на Аллах субханаху ва таала освен во чиста состојба. Значи пратеникот салаллаху за себе рече, јас не сакам да го спомнам на Аллах освен во чиста состојба. Не му наредил на асхабите. Ние што треба да правиме? Да земаме абдес или не треба да земаме абдес за тавафот? Да земаме абдес за тавафот. И ова е поубаво. Не треба да велиме дека е задолжително оној што немат абдес, нема таваф. Иако имат учењаци што веле дека оној што немат абдес, нема таваф, како Бин Баз, рахимахуллаху таала. Но Ибн Усаймин велит, што велит Ибн Усаймин? Ибн Усаймин велит на она што спие срцето, велит дека не е задолжително да се имат абдес, ама пак поубаво е да се земат абдес. Не треба да се остават затоа што да излегвиме од несогласувањето на учењаците. И да си во чиста состојба додека го спомниш на Аллах субханаху ва таала, ова е мустахаб и ова е пожелно. Но како што е денеска ситуација, имат гужви големи. Со првото мислење е тежина за уметот. Зашто ако го расипи на абдес, на пример, мој на последниот таваф. На последниот круг мој да го расипи на абдесот или пола круг. Да гужвата вака. Или на хаџ, вака гуж, милиони луѓе, да излегви тој, да излегви од кабето, да земи абдес, па да се врати, знаеш колку е тежина за него. И затоа му велиме, ако ти се дешава така, и му е десено ова
на много люди му се дева. Тамам со што ќе влеги тука, некој ќе туркне или нешто во стомакот, так абдесот тој ајде да излеги пак надвор да земат абдес. Тогаш му велим продолжи со тававот, не мора да излегвиш надвор, продолжи до крај. Иншаллаху таала тававот ти е валиден. Го свативте ова сега или не го свативте? Што свативте? Да се земат абдес. За тавафот, некои од учењаци велите задолжително. Мнозинството велите задолжително абдесот. Некои учењаци велят не е, како е Абу Ханифа и Шейхул Ислам ибн Тајмија рахимахуллаху таала. Добро, третото, значи допир на мусхафот. Допир на мусхафот, некои од учењаците и за ова месела немаме консензус на учењаците. Дека оне што го допира на мусхафот мора да имат абдес или задолжително е абдесот. Заради што некои од учењаците велат во зборот на Аллах субхану ва таала, каде што се Аллах субхану ва таала вели во сура Вақија, ла ямассуху илла ал-мутаххарун, не го допира на Куранот освен чистите. Заменката овде, она ху, ла ямассуху илла ал-мутаххарун, тие велат ова заменка се врати за која книга, не за Куранот. Не за Куранот, туку за лаухи махфуз. Зашто Аллах субхану ва таала вели иннаху лакур'анун керим. Кога зборови за Куранот, ова е благородниот Куран. Фи китабин мекнун. Каде е овој запишан овој Куран, каде е? Во која книга? Зачувана книга. Која е таја зачувана книга? Лаухи махфуз. Книгата што е кај Аллах субханаху ва таала. И зато велет после заменката ла ямассуху илла ал-мутаххарун, него допират него освен чистите, тие велет ова заменка се врати за фи китабин мекнун, не за Куранот, него за лаухи махфуз. Лаухи махфуз кој го допират? Мелеците. И тие се оние чистите. Зато Аллах субхану ва таала велит не го допират него освен чистите, значи се зборуваат за мелеците. Но мнозинството на учењаците велят не, ова е за Куранот. И за него допират него освен чистите, кои се чистите? Некои од учењаците велят тие се муслиманите. Него допират чистите, значи тие се муслиманите. Е добро, сега исто така тие велят поради хадисот на пратеникот салаллаху алейхи ва селем, него допира на Куранот освен чистиот. Него допира на Куранот освен чистиот. Е по зборот на оние учењаци што велат дека тоа се враќат кај лаухи махфуз. Се враќат кај лаухи махфуз. Ние му велиме Куранот е спуштен од каде? Од лаухи махфуз. Куранот е спуштен од лаухи махфуз, што значи дека коренот од Куранот е лаухи махфуз, па затоа и тој заслужи да се допират од чистите, од оние што имаат абдес. Но ова мислење, како што рековме, имат несогласност на учењаците, но поубаво е за верникот да го допира на мусхафот со абдес. Ова се зборува за мусхафот. За мусхафот што е Куранот, комплет. Добро, ако некој го допира на мусхафот во телефон, без абдес, дозволено или не дозволено? Дозволено. Ако некој чита Куран без абдес на памет, без допир на мусхафот, зашто е дозволено? Пратеникот салаллаху алейхи ва селем, Аиша што вели? Го спомнеше на Аллах во секоја ситуација. Друго, второто, кога се разбудеше пратеникот, се разбудеше од сонот, од спиењето, пратеникот салаллаху алейхи ва селем што правеше? Читаше Куран. Кои се тие Куран? Последните ајети од сура Али Имран. Кога спие човекот, губи абдес или не губи абдес? Губи абдес. Значи кога стануваше пратеникот салаллаху алейхи ва селем, првото нешто што го правеше откако че го допираше на лицето со раката негова и почваше да чита последните ајети од сура Али Имран. Инна фи халқи самавати вал арди ва ихтилафи лейли ван нахари ла ајатин ли улил албаб. Овие ајети ги читаше пратеникот салаллаху алейхи ва селем без абдес. Што значи Куранот да се чита без абдес на памет е дозволено. Ова со согласност на учењаци. Добро, џунубот,
ono što imaše intimen odnos ili je džunub, dozvoljeno je da čitat Kur'an ili ne je dozvoljeno? Džunubot ne je dozvoljeno da čitat Kur'an niti na pamet, niti pak so mushaf. Sve dodeka da se čistit od džunublukot. Džunubot ne smet da čitat Kur'an niti na pamet, niti so mushaf. E сега книгите што имаат Куран натре, како тефсирот, например, или некоја книга што има ајети, тоа е дозволено да се читат без абдес. Оно што е забрането е само мусхафот. Имат несогласување на учењаците, но ние како верници е повод да земаме абдес, да излегнеме од ова несогласување на учењаците. Значи, земај абдес додека сакаш да читаш Куранот од мусхафот. Добро, жените што се во месечниот циклус и таа е учителка на Куранот. Таа е учителка на Куранот, например. Дали е дозволено таа да читат Куран или не е дозволено да читат Куран со мусхаф? Допир на мусхафот му е забрането освен со нараквици. Допир на мусхафот му е забрането освен со нараквици или пак со да стави во некоја ташна или нешто да се стави натре и после да го носит со незе. И после ги облекат нараквиците и го читат на Куранот, затоа што учењаците дозволие она да читат Куран, зашто тоа е подолго трајно. Повеќе дена трајт месечниот циклус и ова го оддалечит од ибадетот, оддалечит од спомнувањето на Allah subhanahu wa ta'ala и зато го дозволе таа да читат Куран. Овие се работите зашто е задолжително да се земат абдес. Согласување, консензус на учењаците имат за намазот. За овие двете други имат несогласување на учењаците, многу подобро е да се земат абдес.